ова издание. Американскиот председател Трамп презеде акција за заштита на домородните американци. Нема опции за одлагање на изборите, порача денеска председателот на Македонското собрание Талат Џафери. Криза во британското кралско семејство, јавниот живот, голем товар за принцовите. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка. За обвинителката Фатиме Фетај, симптоматичен е ангажманот на државните институции при испитувањето на бонусите исплаќани во специјалното јавно обвинителство. Таа рече дека обвинителите земале месечна плата од 1300 евра, а бонусите се офатени со законот за СЈО. Изјавата ја испрати нашиот дописник Огнен Чанчаревиќ. Висината на доместоците се определуваше со одлука од страна на специјалниот јавен обвинител и изнесуваше генерално, заради тоа што се менуваше тој износ, не беше секоја година ист. Од прилика, значи апроксимативно, секој обвинител примил од прилика по 22.000 евра годишно како надоместок, што не е многу далеку од примањата кои што ги имаат за патни трошоци некои пратеници во нашата држава. Председателот Трамп презеде акција за заштита на домородните американци. Тој потпиша извршна наредба со која се формира работна група за развој на мерки за истрага на нови и стари случаи на исчезнати или убиени американски индијанци и домородци на Аљаска. Една студија покажа дека 10 пати е поголема веројатноста да биде убиена домородната американка во одредена племенска заедница во споредба со просечната американка. Во пресрет на денот на благодарноста, председателот Доналд Трамп помилува мисирка. Помилувањето на путери на неговата алтернатива мисирката Леб се случи во градината на розите на Белата куќа. Традицијата датира од 1865 година. Нема да има одлагање на изборите, рече денеска председателот на Македонското собрание Талат Џафери. Нагласи дека на 3 јануари треба да се формира техничка влада, известува Владимир Мирчевски. Председателот на Собранието не е оптимист за иницијативата за измени на изборниот законник во пресрет на априлските предвремени парламентарни избори. Образложението што Талат Џафери го нуди е дека за таков потфат потребна е широка поддршка во парламентот од сите партии. Мислам дека без општ консензус прво не би требало да се влезе во таков проект и обично такви проекти не се реализираат во последните месеци на работата на Собранието. Затоа што промената изискува соодветни промени во моделот и во сите активности и надлежности на другите институции. И во тој контекст мислам дека не би требало да се влезе во измени. Доколку се влезе во измени, треба на почеток на самиот мандат на собранискиот состав. Изјавата на Џафери следи откако пред 2 недели иницијативата за измени на изборниот законник беше формализирана во 2 предлога. Едниот за промена на изборниот модел од 6 на 1 изборна единица пред предстојните избори и вториот за отворени листи од наредните локални избори. Спикерот потврди дека двата предлога се во собраниска процедура и дека може да се очекува наскоро да се најдат пред пратениците. За сега од клучните играчи поддршка за промена на изборниот модел дојде само од владеачкиот СДСМ. Социјалдемократскиот сојуз, еве како председател овде да се оградам од премиерската функција, имаме изборно ветување во 2016 година за една изборна единица. После тоа, некаде пред неполна година, ако не се лажам, беше отворена дебатата за отворени листи. Ние повторно се собравме и донесовме политичка одлука дека и за отворени листи сме. Коалициската ДУИ и опозицијската ВМРО ДПМН се против вакви измени. Партијата на Мицковски е за промени, но го преферира мнозинскиот систем. И албанските опозицијски партии се против идејата за една изборна единица. Од тука и прашањето дали предложените измени би ја имале поддршката од најмалку 61 пратеник, дали би било коректно да се носат без останатите големи партии и дали тоа би имало ефект врз изборите кои се предвидени за 12 април. Џафери денеска изјави дека за сега нема најави за одложување на изборите и дека пред нова година треба да се знае кои ќе бидат нови членови на техничката влада која треба да се избере на 3 јануари. А во Представничкиот дом продолжуваат сослушувањата за импичмент на американскиот председател. Републиканците и демократите се остро поделени по ова прашање. Кетрин Гибсон има повеќе. 12 сведоци за 5 дена. Јавните сослушувања донесоа сведочења за проблематичниот телефонски разговор на председателот Доналд Трамп со лидерот на Украина Володомир Зеленски.
Не во речно личниот адвокат на председателот, Руди Джулијани, вршел притисок на украински официјални лица да ја објават истрагата. Сведоците тврдат дека токму тоа се случило. Ни беше јасно дека ако одбиеме да работиме со Джулијани, ќе останеме надвор од процесот на цементирање на важните односи меѓу САД и Украина. Затоа ги следевме наредбите на председателот. Но ни еден од сведоците директно не го поврза Джулијани со барањата од Трамп. Загриженоста на Белата куќа за корупција во Украина го одложило давањето помош, тврдат републиканците. Мислам дека председателот сакаше да биде убеден дека во Украина се направени промени. Спикерката Пелоси на сослушувањата гледа како на доказ дека председателот направил прекршоци доволни за импичмент. Кога гледаме прекршување на уставот, немаме избор. Мора да делуваме. Председателот ја искористил функцијата за свој личен интерес. Се уште не е јасно што е следно во постапката. Председавачот на Комисијата за првосудство на Представничкиот дом Джери Надлер ќе треба да го преземе водењето на сослушувањето од председавачот на Комисијата за разузнавање Адам Шиф, за да го подготви документот за импичмент. Но демократите имаат уште работа да ја убедат јавноста. Многу тоа што се случува во Конгресот е тешко да се стави во графата кривично дело за импичмент. За обичниот граѓанин и гласач е тешко да разбере. Демократските гласачи затоа ќе ги слушаат демократите што велат, а републиканските што велат нивните републикански извори. Јавната поддршка за импичмент порасна изминативе месеци. Демократите се надеваат дека тоа ќе продолжи, затоа што судењето во Сенатот се очекува да биде на почетокот на следната година. Криза во британското кралско семејство. Критиките по неодамнешно телевизиско интервју го натераа принцот Ендрю да се повлече од јавниот живот. Хари и Меган исто така се повлекоа од јавните обврски, поради новинарите кои ги следат насекаде. Хенри Риджвел известува од Лондон. Принцот Ендрю беше виден неодамна како јава на имотот на замокот Виндзор за прв пат јавно откако објави дека се повлекува од јавните обврски. Причина за повлекувањето беше интервјуто во кое беше запрашан за неговото пријателство со американецот Джефри Епстин, кој беше обвинет за сексуални злоставувања во чија куќа тој престојувал по обвинението. Кралскиот аналитичар Ричард Фицвилиамс вели дека немањето сочувство за жртвите на Епстин од страна на принцот Ендрю било шокантно. Тоа покажа дека тој е сосема отуѓен од неговата публика и од реалноста, би рекол. Мораше да се повлече од кралските должности зашто стана токсичен. Една од жртвите на Епстин тврди дека била принудена да има секс со принцот кога имала 17 години. Ендрю негира и вели дека ќе приложи докази на американските истражители. Но ова не е прв пат Ендрю да го посрамоти семејството. Неговиот брак со Сара Фергусон. Тоа беше катастрофа како член на кралското семејство и донесе многу срам за нив. Од принц, кој ги злоупотребува кралските привилегии, одиме на друг, кој страда од нив. Принцот Хари и неговата сопруга Меган Маркл зборуваат за несаканите упади на печатот во нивниот живот. Тие едноставно треба да разберат дека мора да има некој степен на разбирање со печатот и со глобалниот интерес во се што тие прават заради тоа кои се. Несакано внимание имаше и кога сопругот на кралицата беше инволвиран во сообраќајка во јануари. Кралското семејство беше вовлечено и во кризата со Брекзит во септември, кога Врховниот суд одлучи дека премиерот Борис Џонсон ја завал кралицата кога побарал таа да го суспендира парламентот. Ова беше страшна година за монархијата, најлоша од 90-тите. Но нема причина да се верува дека така ќе продолжи и во следната, ако семејството се среди и ако Хари и Меган се убедат дека има начин тие да бидат срекни во тоа семејство. Кралицата ќе се обиде да стави крај на оваа лоша година кога ќе се обрати на телевизијата за Божич. Настан што во Британија многумина го следат. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Ви благодарам на вниманието. Довидување.